Штипско културно лето 2026 година го отвора своето 41-во издание со богата и разновидна програма која ќе донесе нови културни доживувања за граѓаните и посетителите. Свеченото отварање ќе биде збогатено со настапот на оперската пејачка Виолета Арсовска, а како што најавуваат организаторите, ќе има и настапи на странски уметници. Публиката ќе има можност да ужива во концерти, театар, изложби и различни културни содржини за сите генерации, а влезот за сите настани ќе биде бесплатен. Во периодот од 22 јуни до 30 јули, Штип повторно ќе биде центар на културата, уметноста и креативноста. Ја користам оваа прилика да споделам со јавноста дека општина Штип продолжува со поддршка на културата во нашиот град, промоција на културата, на уметноста. Штипско културно лето оваа година можеби има највисок буџет до сега и најдобра програма, најбогата програма, што е доказ дека општината вложува во промоција на културата и го потврдува тоа дека Штип е град на културата и град на уметноста. 2 милиони денари, нешто околу 2 милиони денари е вкупниот буџет предвиден за овогодинешното 41-во издание на Штипско културно лето. Ке има доста концерти, театарски представи, изложби, промоции на книги, сето она кое што ќе го привлече, верувам дека ќе го привлече вниманието на нашите сограѓани. Позначајни концерти кои се во рамки на овогодинешното издание на Штипско културно лето би ги извил концертот на Давид Темелков во Дом на млади, концертот на Владко Стефановски во Дом на млади и концертот на Биг Бенд. Исто така во Дом на млади, а Стиво Биг Бенд. Како што истакна Видан Лазарев, директор на општинската установа Дом на млади, покрај главната програма ќе има и дополнителни настани кои ќе се одвиваат во Дом на млади во Штип. Сакал да потенцирам дека освен овие настани, ќе има уште неколку настани кои ќе се одвиваат во Дом на млади. Граѓаните нека може да ја видат програмата на печатените медиуми, меѓутоа ќе може да ја видат и на социјалните мрежи и да се информираат. Влезот кај нас е, односно на Штипско културно лето е бесплатен, така да и ги поканувам воедно да присуствуваат на сите настани кои ќе се одвијат. Деци ДНП Церистевски дека оваа година ќе бидат изведени 4 театарски представи, од кои 2 премиерно во Штипскиот народен театар. Ме радува фактот што оваа година ќе имаме 4 театарски представи, од кои што 2 премиерно ќе бидат одиграни во Штипскиот народен театар и станува збор за копродукција на представата Чекајќи го Годо. Тоа е една голема копродукција помеѓу Штипскиот театар, Велешки театар, Кумановски театар и се разбира општина Штип. Напомениме дека влезниците се бесплатни, се што треба да направите е да си резервирате карти на време. Како што најави Кирил Панајотов, освен македонски артисти, на сцена ќе настапат и светски познати имиња. Годинава практично таа листа на уметници, таа програма од странски уметници би рекле, ќе започне студентот на медицина од Турција во Штип на нашиот универзитет Гоце Делчев, Алпчан Џандан, кој што подготви изложба на фотографии Штип преку студентскиот објектив. Значи како го доживел Штип, тој инако се занимава со уметничка фотографија и на 23 веднаш во почетокот во вторник на Штипско културно лето ќе имаме можност да го проследиме, односно да ја видиме неговата изложба. Во делот на учесници од страна имаме вечер на македонска музика, концерт на Тодор Арсовски и Џована Черанто од Бразил. Станува збор за еден двоец кој што доаѓа од Германија. Тодор Арсовски е македонец, меѓутоа работи во Германија заедно со Џована Черанто. Трио Каотико е концерт кој ќе биде реализиран под наслов од Урал до Атлантик преку Вардар. Како што истакнуваат организаторите, публиката ќе има можност да ужива во разновидни содржини, а сите настани ќе бидат бесплатни и отворени за граѓаните, кои се повикуваат да бидат дел од летните културни вечери и да уживаат во богатата програма.